Секое возило има по 4 тркала. Тркалата се составени од повеќе делови. Главен дел на едно од било која од тие 4 тркала е дискот. Како и сите други делови, така и дисковите на тркалата можат да се расипат. Решение е да се купи ново. Меѓутоа, како да поминеме поевтино? Тоа значи дека ќе се земе дискот, ќе се обработи, ќе се врати повторно назад на тркалото и така ќе имаме возило со кое ќе можеме безбедно да се движиме по патиштата. Меѓутоа, прашањето сега е каде тој диск јас да го однесам да се поправи, односно да се обработи за да нема проблеми со тркалото. Се распрашав низ градот, кои се занимаваа со таа работа, односно кои се тие луѓе што можат тоа да го направат, и без многу размислување, многумина ми рекоа: ќе одиш во населбата Боримешка. Таму има еден неверојатно добар мајстор, работи заедно со својот син. Долги години го работаат тој занает. Се вика Борче Егето. Јас го зедов делот, се упати во населбата Боримешка и еве сум пред една поголема работилница која би требало да ја наречеме металопреработувачка индустрија. Меѓутоа, тоа овде не станува збор за индустрија, туку за дел од таа така наречена металопреработувачка индустрија. Со дискот врака ќе влезам во работилницата и ќе се обидеме да го поправиме дискот, да го обработиме, да го донесеме во нормална положба, да може возилото да функционира нормално по патиштата и се разбира да се запознаеме со она што представува основна работа на оваа работилница. Јас веќе сум во работилницата. Одев многу машини како фабрика да гледам некоја. Еве ги и моите соговорници, односно домаќините или мајстори. Борче и сино Роберт. Донесов едно делче. Ова треба да се обработи, така? Ова е диск од возило. Во последно време сите возила скоро, и теретните, и патничките возила, наместо добош користат дискови. Со самото работење, кочење, системот на кочење има одреден рок на траење, јабење. А штом се неравномерно е јаден диско, мора да се поравна на машина, да се обради и да се стават нови плочки. Ако е добош гуртни, ако е диск, се клава нови плочки. За да се обради, треба да имаме универзален струк. Ние тоа го работиме професионално, може 30, 40, може и 50 години. Да. А овој дел може ли да се купи ново? Овој дел, ако го има на пазаро, луѓето кои има пари го купува, ама тие што нема решение да се дојде кај вас, да се дојде кај нас, направи, за да биде технички исправено возилото, мора добро да се обради. Откој ќе се обради дискот се клава на машина. Тој се врзува на самата машина и за да се обради мора да се обради со истата операција од двете страни, со истото врзување. Прво се обработува од едната страна, после од другата страна. Доколку дискот го поравниме од едната страна, а го превртиме па да го обрадиме од другата страна, не можеш идеално да го дотераш до 100-та да биде во идеална површина. Значи, идеално треба да се обради. Идеално треба да се обради, си има специјални ножеви кои се места на машината. Се намести ножот, прво се обрадува од едната страна. Сега можете да го видите тоа.
обрадува од едната страна, кога ќе се обради едната страна, автоматски треба да се префрлиш со истиот нож да го обрадиш и од другата страна, за да не се јави при кочењето тресење. И кога ќе се обработи, така, е исто како нов. Да се направи оваа операција потребни се некаде околу 30 минути. И зависи од типот на возилото и големината на добошот. Некои добоши се обрадуваат и до 2 сати да се обради. Ради тоа што од самото кочење се јавува греење на диско или добошо. Од триењето се јавува греење и при греењето тој се закалува. Добива своја јачина, цврстина и самиот нож не го јади доволно. Ако не го јади доволно, тој се бруси со камен. Со камен е поидеално, али овие машини не се наменети за брусење, се наменети само за обработка на дисковите, добошите или некои други елементи кои ги сакаме да ги репарираме и да ги употребиме како нови. И уште нешто друго што ви овде можете да направите, речиме, од старо да го направите ново. Од старо овдека, например, јас оваа машина ја купив исклучиво за карданите на возилата. Голем проблем е карданот на возилото. Зависи од терето, зависи од патот, зависи од самиот возач што го вози возилото. Се дешава до деформисување на карданот, искривување на карданот. Тој вози, ама кога ќе крени 40-50, волано не може да одржи треси. И автоматски ги човек опрашува мајсторе што да прави, карданот ми треси. Ќе го дојси кај мене, ќе го клајме на машината, ќе го провериме на 1000, 1500 до 2000 обртаи. И ќе ти кажи самиот кардан дали е исправен за да го ставиш на возилото или да се врати или не е исправен. Ако не е исправен, има процедура. Тоа е скап, дел е, има процедура која исто тоа го правиме тука. Вие колку време се занимавате со овој занет? Јас со овој занет се занимавам негде преку 30 години, пошто учев техничко. Завршив за металоглодач, не за дрејар, за металоглодач. Имав среќа, поработив некоја година во РЕК и после тоа успеавме со татко ми едниот ремонт да го купиме и успеав да го учам занаетот од него. Со него заедно работиме веќе 20 години, 20 и некоја година сме заедно. Си ја направивме фирмата, си основавме сите работи како што треба да биде. Го учам занаетот од него, ги учам тие некои техники, некои занетчиски работи што се да ги украдиме, што се вели од постарите за ние помладите да ги наследиме. Работиме, се бориме во животов, али имам доста добар мајстор, имам добра позадина што може да ми помогне многу повеќе за кога ќе заглаве побрзо се научи и често пати кога ќе заглавам мајсторе како беше ова. Работилница во која има вакви машини,
се, да речем, на прв поглед ништо не значат, меѓутоа има Така. голема важност, не? Да. Велат дека човек што има вакви машини, ваква работеница, може од железо да направи човек. Тоа подразбира Да. дека се работи исклучително многу прецизно. Да. Минимално не е дозволено никако Се работи- да биде дело како што треба и така. Да. Ако не е соодветно и прецизно направен, повторно ќе пројави дефект кога ќе се монтира во склопот, ако е од склоп или на пример на тркалото како што го спомнавме довошо, ако неправилно се обради, повторно ќе се јави тресење и нема да функционира кочницата соодветно како што треба. Значи може да настанат и други проблеми. Од самото тресење ќе се јави оштетување на другите делови на возилото. Сепак мора да биде прецизно направен. Значи, овој занает е безмалку тука како и сите други уметнички занаети и уметнички преокупации, Да, работи да. и така натаму. Исто како да земи човек да црта нешто, меѓутоа и тука е Да. тоа цртање, треба да се осмисли сето тоа, да се направи и добро да се обработи за да нема никаков проблем потоа со дело. Да, токму така, во право си за тоа. Сепак има уметност во самата работа. Не е секогаш понекогаш само самиот дел кој ќе се направи, тој треба и да изгледа понекогаш. Покрај изгледот треба и да функционира. Сепак е уметност, некои работи што се работат представуваат уметност. Запчаниците што ги обработуваме, сепак е и тоа една поспецифична работа, пошто обработката се оди од еден запчаник што го работевме. Процесот на обработка оди зап по зап. Мора да се дефинира точно зап. Тука не е дозволено. Нема никакво, 4 не сме милиметара во запчаниците, ова е ланчаник, не сме да има одстапување пошто ќе се јави стегање во самиот механизам и може и веднаш да го здроби, да го расипи. Фактички не сме завршиле никаква работа. Уште поголема катастрофа да направи Па машината. веќе може да ги оштети веќе другите што се здрави делови. Значи мора да биде соодветно и прецизно направен. Вршите работи од ова дреарска, така можеме да фрезачки. дреаро фрезачки работи. фрезачки работи, така. И поправате, постари делови и поправате ги враќате во кондиција за да може да се продолжи нивниот век и да може да се работи Да, понатаму, или ако да се го- користат делови, така. Дали вие правите нешто ново, некоја нова работа да правите, нов дел да работате? Дали можете таква работа да направите, нешто што го има на пазарот, а да речеме да се конкурентни со пазарот, да не го купи човекот таквиот дел таму, туку вие да го направите одново, а не да го поправате. Видете, денеска е многу тешко да се набават нови делови. И ако се набават нови делови, или ќе бидат кинески, или турски, германски нема. Шведски нема на пазарот. И ако ги има, се многу скапи. Например, во земјоделието има илјадници машини. Почнуваш од комбајно, тракторо, косачката, балирачката, има елементи кои во самата работа тие не се трајни вечно. Тие пропаѓаат од самото работење. А човеко коси, косачката му се расипува. Иди одма, мајсторе, аман, трактор ми е на нива, треба серото подхитно да се направи. И ние за тоа сме тука. На луѓето, на пријателите што има проблеми, да му поможиме. Со тој помош и мораме да заработиме и да се прехраниме. Оти денеска екзистенцијата е многу тешка работа. Не се наоѓа секаде, а овај занает едно со уба работа, едно семејство може слободно да си ги дава плаќа давачките према општеството И да си работи. и да си ги школува децата. И не е лесно.
како зошто се определи Роберт да биде ова што е денеска наместо да се посвети на некој друг занај. Или да продолжи да учи, да стане образован, факултетски образован човек, да работи некоја друга административна работа, полесно од ова. Полесно од ова. Вака, љубовта кон овие машини пошто кога ќе застанеш, како што реков, ме напомнавме човек може да се направи. Значи секоја замисла што ќе има човек, значи може да го направи делчето. Било што да е, било да е за машина, било е некој, може украс да се направи, било што. Уште како дете, кога ќе појдев кај татко ми на работа, ми беше интересно, знаеш, како тоа металот од една обична коцка може да премини во полукруг, со дупчина, во таа со навојчина, со сите работи. Знаеш, беше доста интересно како дете. Знаеш. И си замислиш, дете како дете, ќе си замислиш, море ако направам вакво едно пиштолче, можам да го издупам кај татко ми на работа, ќе си го направам. Знаеш, тука се јавува една љубов према работата. Често пати викаат, не се засакува отпосле, туку едноставно се засакува некоја работа. И затоа јас решив тогаш појдов техничко да го изучувам, техничкото, и ми остана љубовта према оваа работа. Ви помогна тоа што како едукација, како образование го имавте во техничкото училиште, за да можете оде практично да го оставите? Да. Во трета година, кога го определувавме смерот, се поделивме дрејари, фрезачи, латничари, бравари и така натаму. Имавме во текот на неделата 2 дена имавме пракса, 3 дена имавме настава. Значи практично работевме веќе уште во техничко. Самото техничко превзема работи, ги произведува исто како тука што ги репарирање или произведување на нови дели. Се зависи од дело колку е оштетен, ако дозволи ќе биде саниран тој, ако не ќе мора нов да се направи. Уште тогаш работевме таму во техничкото, и запчаници работевме, и осовини, оние жлепчината што се закајли ги работевме. Да, меѓутоа Роберт си имаше дома фабриче. Ако малце на училиште, повеќе дома работеше. Не. Но дали да речеме другите деца, другите ваши школски другари, кои што немаат вакви работиници, потешко го совладува ова, или вас дали беше многу полесно во споредба со нив? Вака, секоја една работа човек што ќе се нафати, ако почне да ја работи со љубов, е лесно да ја научи и да ја работи. Јас кога учев техничко немавме купено со овие машини, не работевме. Значи татко ми си работеше се уште во неговата фирма кај што беше. Јас тогаш изучував, тогаш се уште беше онаа Југославија, сите се надевавме дека ќе има негде работа. Без разлика од тоа. Со текот на времето покасно ги купивме машините и тоа беше во разговор со татко ми дали да купуваме да работиме или дали ќе работиме. Да, му реков. Јас ја сакам таа работа. Нема друго што ќе работиме. Мислам, желба за друго да работиш нема, пошто желбата за работа се јавува уште од мали нозе. Сите на некој начин децата додека учат основно училиште преуваат љубов према одредена работа. Дали ќе биде доктор, дали ќе биде адвокат, дали ќе биде... Сите замислуваме да бидеме директори, никој не може да биде, али секој си прејавува љубов према одредена работа. И ако успее во животот да го направи тоа што го сака, ќе биде доста среќен.
Борче ќе кажи тој од каде наследи ваква љубов во овој занет, кој него го научи. Јас сум фамилија 5 браќа. Татко ми беше писар во српското, писар во бугарското и писар остана во партизанското. Сите 5 браќа имаме по една желба. Најстариот ми беше учител. Вториот ми беше агроном. Јас, татко ми сакаше да бидам економиста. Учев економско училиште. Прва година ме исклучија со 120 неоправдани првите 3 месеци. Се чудев кај да одам. Ме запиша во училиште за ученици во стопанство. И сакав некев морав да учам овој занает. Ама кога видов како се работи, дека се заработува, ми легна на срце и ден денес 50 години да сумарен би работел и до Сабајле, што се вели. Каде беа првите контакти? Првите контакти јас ги завршив во Прилеп, практично во Прилеп, како ученик. А Прилеп и Битола со занајато се најпрочиени градови за мене во Македонија. Прилеп имаше големи мајстори, како и во Битола. Кога дојдов во Битола, 65-та година, се изненадив какви мајстори сретнав тука. И самата работа, самото време, со мајсторите те тера да учиш и да научиш нешто. Јас сум високо квалификуван мајстор за овој занајат. Високо квалификуван завршив во Битола. Не се кам, до денеска ми е убаво. По повеќе часовно снимање во работилницата на Борчо и на Роберт, решивме да заминеме. Ти има доста работа, а и ние имаме некои други обвршки. Меѓутоа, на излегувањето од работилницата видовме една малку необична и чудна машина. На прв поглед, кога се загледа човек, мисли дека тоа е нешто за подготвено за во старо железо, за отпад. Меѓутоа, оваа машина што сега ја гледате има необична една функција. Нема повеќе секира и рачно цепење на дрва. Кај Борче тоа се прави механички. Еве видовме како тоа се цепат дрвата, се разбира, уште треба да се измисли некоја машина за да ги сече дрвата и уште една машина да ги донеси дрвата, или имаме и таква машина, не? И како се роди идејата, Робертова, да се направи? Идејата како се роди? Пребарувајќи на интернет, гледајќи нешто машини, разгледувајќи некои нови идеи од некои други луѓе, налетав на тоа како луѓе се снаоѓаат како ги цепат дрвата. Баш ми падна интересна една снимка, истиот принцип на цепење на дрва, човекот го имаше направено, монтирано на самото тркало од возилото и во планината го цепеше на лице место трупец. Полесен за транспорт, полесен за кревање и сите работи. И дојдов до идеја дека можам истото сврдле да го направам, значи истиот конуше, да го монтирам на кај мене на машината, кој ќе ги сечиме дрвата за зимата, да си застанам, да си ги сцепам сами. Нема секир. Без да ги викам комшите, без да ги совирам, може комшите да ги викнам пак да се напијаме ние тука, али многу побрзо оди цепењето и е интересна работа, не сум А тако што идеја. беше пред ова сега машина да биде, да речеме, наменска машина за цепење дрва, што функција имаше? Ова е помалата, првата фреза што ја купивме. Значи ја користевме исто како големата што видовме таму, значи за запчаници, за кајли, за осовини, за ова е помала фреза. Сега таа, пошто ради просторо беше изваена надвор, секако ќе му дојде намената и за нешто друго, али моментално е сега за со овие дрвата, да биде искористена, зошто да биде фрлена. И ја користите ви? Да, ја користиме, да.
уште за носење, не знам дали ќе измислите некоја машина да изземе да ја однеси до дома, меѓутоа реков дека и треба да имате некоја машина за сечење дрва. Да. Ама голема грешка, вие и тоа го имате. И тоа го машина имаме, за и сечење тоа го дрва. Еве имаме. да ја видиме машината. Ева. И ова е ваш изум, така нешто? Наша конструкција. Овде има едно огниште. Ова велат дека има може и 200-300 години или помалку е. Кога битолчани го употребувале, уште првиот воскос дошол во Битола. На ова огниште се праени клинците за прагоите. За возовите. Тоа оттаму го зедов јас и за условен ќе очувам дори сум жив. Ама ова огниште тоа време на нога помпањето, пуштање воздух. вртењето воздух на перката. Са вие Е, тоа сега со нас ние правосмукалка? прајно со правосмукалката или некој моторче од вентилатор од колите, ми од Шкодата, од ова клај го, ќе го стопли железото ќумуро, ќе си го закалиш по потреба како што ти одговара и се врши работа. Да ви кажам искрено кога влегов овде реков зошто не чистите овие стари работи, овие се апсолутно нема никаква вредност, нема употреблива вредност, меѓутоа еве не е било тоа така. Едно чудо од овие стари работи си има своји функции. Зависи од човечкото око. Некој го гледа како отпад, некој го гледа како материјал што може да го искористи за нешто да произведи или да направи. Уметничко дело. Вистина, од овие железа, ако го фрлиш во отпад, утре го нема. Македонија беше најбогата со отпадно железо, кој и ден денес ќе го бараме. Еве бевме во домот на Борши и Роберт. Видовме со што тие се занимаваат. Сметам дека од тоа што го видовте и што го чувте, ќе бидете задоволни. А уште ќе бидеме ние позадоволни ако успеавме да предизвикаме некој од помладите да го засакаат овој занает. Ќе заминеме од ова семејство со впечаток дека еве може не е многу чист занает, можеби нема бели мантили, нема ова, нема она, меѓутоа има големо задоволство да се работи со еден ваков занает кој што на прв поглед е нешто машински занает, груб занает, меѓутоа неверојатно е занает кој што бара креативност, бара смиреност, бара знаења и така натаму, а тоа човекот навистина го прави многу, многу побогат.